Само да напоменам, имавме предложено со колеги 20 амандмани од областта на здравството. Ниту еден не е вметнат во новиот буџет. Ке напоменам дел од нив. Еве, зборевте дека се покачал буџетот за вакцинациите. Еве, пред јавноста сега кажете, дали во 2019 година бесплатно, збораме за бесплатно, ќе има вакцинација за од грипка и пензионерите. Или дали ќе биде бесплатна вакцинацијата против рота и стрептокока вируска и децата. Пошто не ли зборувате дека е покачен буџетот за имунизација? Тоа би значило дека таа вакцина ќе биде бесплатна. Некако што до сега да ја плаќаме. Зборувате за покачување на плата кај докторите. Ветувавте 100.000 денари плата. Ова е предпоследен предлог за буџет што го давате во вашиот мандат. Ако платата сега на специјалист е 40.000 и има покачување од 10%, ќе дојде до 45. За да достигне до 100.000 денари плата, значи до година во истото време дека треба покачувањето да биде 150%. Или не знам, заедно со премиерот координирате да се доближиме до германските плати, не знам на кој начин. Во овој предлог на буџет, значи нема пари за одвојување на посебен фонд, пошто не е прифатен амандманот за лица кои што треба да се лекуваат во странство. Не е прифатен. Имавме амандман за посебно издвојување на таков буџет, за да, еве, не сакам да го спомнам случајот со Тамара, да не ни се случуваат нови Тамари. И вие тоа не го прифативте. Ветивте покачување на капитационен бод на матичните лекари и стоматолози, пак го нема во програмата. Кажувате за палиативна нега, за деца со цистична фиброза, знаете дека тоа некаде функционира, јас не знам. Само на хартија. Во Козе не функционира. Затоа што нема доволен број на доктори. Таму, специјалисти. Вашите желби најдобро ги чувствуваат граѓаните дали се позадоволни од претходната година или од претходните 5 години. Рецепти чекаме, има само до 15 лекови. Од 15 до 30 нема ни на приватно лекови. Не дај Боже да треба да бараат некој специфичен лек. Контрареплика, пратеничка.